Ситуацијата со најголемиот буџет изгласан до сега од страна на СДСМ и парламентарното мнозинство е иста како и ситуацијата во која се наоѓа Република Македонија, а тоа е катастрофална. И тоа од моментот откако дојде СДСМ и Зоран Заев на чело на државата. Зоран Заев ја втурна Република Македонија во катастрофа од која што нема да може да се опорави многу долго време. Да почнеме со катастрофалната наплата на Управата за јавни приходи која престана после месец мај да објавува извештаи. Во првата половина на 2019 година, според планираното требало да бидат наплатени 43,4 милијарди денари, а наплатени се околу 39,3 милијарди денари. Катастрофалното работење на УЈП и лошата наплата и лошото работење резултира со разлика од околу 4,1 милијарди денари помалку. Во вториот квартал наплатата е за 12% помалку од планираната наплата според планот на владата од почетокот на годината кој што беше објавен. Замислете колку се неспособни, во месец април имаме речиси 6% помала наплата од планираната, во месец мај имаме речиси 13% или повеќе од дупло помалку, додека пак во месец јуни имаме речиси 16% помала наплата од онаа која што била планирана на почетокот на годината од страна на владата на СДСМ. Но затоа пак наплатата на рекет од страна на СДСМ се одвива непречено и без никаков застој, и тоа го видовме и со аферата рекет, каде што учинокот им е 100% и немало посериозен бизнисмен во држава кој не бил посетен да си плати рекет од страна на СДСМ. Нивото на реализација на капиталните трошоци и капиталните расходи е катастрофални и ниски 20%. Ова е најлошата година за економијата во Република Македонија и тоа е уште еден показател дека оваа влада на СДСМ и Зоран Заев е неспособна. Тек допрва ќе биде лоша работата во вториот дел од годината 2019, практично откако Зоран Заев неформално го презема Министерството за финансии да го раководи. До крајот на годината, според сите параметри и прогнози, реализацијата од буџетот нема да биде повеќе од 50%, или ова значи дека реализацијата ќе биде за околу 200 милиони евра помалку. Каде ли ќе завршат тие 200 милиони евра на крајот на годината, каде што требаше да се инвестираат во капитални трошоци, односно инвестиции. Грешката е што дефицитот и планираните раздолжувања кои што ќе ги прави владата на Република Македонија се финансираат со дополнителни задолжувања кои што ги гледаме секојдневно. Тие задолжувања во првите 6 месеци од годината се на ниво од прилика 16 милијарди денари, од кои, замислете, 9,5 милијарди денари се средства кои што ги финансираат овие екзибиционистички и антибизнис политики на владата на Република Македонија, кои што потекнуваат директно од премиерот Зоран Заев. Зоран Заев, почитувани, е погубен за Република Македонија. Што побрзо си замина од власта, толку подобро за граѓаните и за државата и за бизнис климата во Република Македонија. За сите погрешни политики некој треба да одговара и ќе одговара, верувајте, по промената на власта. Нерационалните трошоци и крајната цел, каде завршуваат парите, мора да биде предмет на истрага и мора некој да одговара за истите. Потребна е обнова на Македонија, а таа ќе започне кога ВМРО ДПМН ќе преземе власта. Благодарам.